Оваа година се навршуваат 200 години од раѓањето и 140 од смртта на Достоевски. Не е возможно темата Достоевски да биде покриена во сите нејзини размери, вели еден од неговите најдобри познавачи, епископот Атанасий Јефтич. Затоа сосем накратко неколку зборови по повод јубилеот. Заради заверата Петрашевски, Достоевски на свој 28 години ќе биде осуден на смрт со стрелање, помилуване и во последен миг е испратен на Сибир. На заминување Белински ќе му рече: не сте вие виновни, виновно е општеството. Тоа е времето кога на површина излегува идејата дека средината го создава човекот и дека таа е одговорна за него. Анализирајќи го Достоевски, епископот Атанасий истакнува дека тој до крај останува верен на интересот за човекот како средина, како заедница, а тоа ја подразбира верата во Христа и црквата како пар екселанс заедница. Не можам да се сомневам во личноста Христова, вели Достоевски и додава: да се посомневам во некои начела на христијанството, низ одредени епохи е разбирливо, но Христа не можам да го отфрлам. Во Христа Достоевски ја гледа автентичната слобода на личноста. Човекот треба да се бори против секој систем кој би се обидел да ја откупи неговата слобода и да ја подреди на системот. Затоа Белински рекол: вие сте творба на општеството, на системот и не сте виновни. Системот честопати го дозволува злосторството и самиот учествува во него. Човекот пак како личност значи слобода, а слободата значи љубов. Епископот Атанасий истакнува дека станува збор за љубов безусловна, неизнудена и додава велејќи: дозволете ми да кажам безцелна, бидејќи ако љубовта и слободата се потчинат на било каква минлива цел, тогаш се изопачуваат и се поништуваат. Достоевски со пророчка храброст во изразот додава: Бог во Христа се спаси самиот себе. Бог би завршил како систем разорувачки за човекот, доколку тој Бог не е Христос кој постана човек, вели Достоевски и додава: убавината ќе го спаси светот. Тоа е таа убавина Христова, која што не е систем, што ја поништува личноста како слобода.